Добро вечер, кавадарци. Добро вечер, Македонија. Добро вечер за ВМРО ДПМН, за Социјалистичката партија и за сите партии од најголемата коалиција за подобра Македонија. Почитувани пријатели, Социјалистичката партија на Македонија силно го поддржува професорот Ѓорѓе Иванов за председател во својот втор мандат. А еве зошто. Иванов е кандидат за председател кој покажа како се работи посветено и одговорно во интерес на државата. Покажа како се гради државното единство. Покажа како е да се биде председател и во исто време да се зачуваат човечките особини на скромност и честност. Македонија не имала председател кој што оствари толкав голем број на средби со странски државници, но истовремено и со толку многу македонски граѓани. Токму затоа знам и ве уверувам дека Иванов е и ќе биде председател како што и доликува и како што заслужува Република Македонија. На Македонија и треба председател кој заедно со владата ќе ги решава проблемите на граѓаните и ќе работи за развојот на државата. На Македонија не и треба политика на свитка на кичма. Почитувани пријатели, во последните денови во две блиски соседни држави се одржаа парламентарни избори. Во двете држави владеачките партии извојуваа победи со двотретинско мнозинство во нивните парламенти. Граѓаните препознаа зрела и храбра политика на владеачките партии. Ајде и ние на 27 април и на 13 април да извојуваме двојна победа на председателските и парламентарните избори. Да освоиме 63 пратеника, за да може владата целосно да се посвети на економскиот развој на Македонија и да не биде кочена и оценувана од другите политички субјекти. Тоа е можно, тоа и ќе го оствариме затоа што оваа влада тоа и го заслужи. Тоа го заслужи затоа што во време на најголемата светска криза отвори 120.000 нови работни места. Затоа што во Македонија се отворија 30 фабрики со странски капитал. Затоа што во моментов се градат 3 автопатишта, со што Македонија ќе има најдобра патна инфраструктура на Балканот. Почитувани, нашиот премиер Никола Груевски во својот мандат оствари голем број средби со премиери на други држави, но оствари безброј средби со менаџери и со потенцијални инвеститори во Република Македонија. Резултатите од тие средби се видливи пред се овде во Кавадарци, каде се отвори најголемата фабрика, но се видливи и во Скопје, во Штип, во Кочани, во Битула, во Ресен, во Охрид, во Кичево и така натаму и така натаму. Секој ден, секојдневно, овој број се зголемува и тоа треба да придонесе да се отворат нови 64.000 работни места, со што значително ќе се намали невработеноста. Сето тоа е резултат на политиката на ниски даноци, на поедноставните процедури на отварање бизнис во Македонија, на стабилноста на Македонија. Но, почитувани, странските инвеститори препознаа дека во Македонија има квалификувана работна сила и високообразовни кадри, што е резултат на реформите во образованието во последните 7-8 години. Македонија стана препознатлива и во реформите во земјоделието. Близу 600 милиони евра се поделени за субвенции. Тие постојано се зголемуваат. Македонскиот модел на земјоделие, на развојот на земјоделието стана препознатлив на Балканот и во Европа. Повеќе соседни држави почнаа да се интересираат и да го проучуваат нашиот македонски модел за развој на земјоделието. Оваа влада ќе ја добие поддршката на граѓаните затоа што ја врати надежта и гордоста на македонскиот граѓанин, со тоа што изгради најубав стадион на Балканот, за тоа што изгради преубава сала Борис Трајковски, затоа што добивме најсовремен аеродром во Европа, затоа што
се изградија голем број на училишта, спортски сали, се инвестираше во здравството, во културата, се отворија нови универзитети. Македонските граѓани ќе препознаат разлика меѓу оваа влада и претходните влади. Граѓаните знаат да ги препознаат разликите, да ги препознаат реалните наспроти лажните ветувања, помеѓу понудена и остварена програма, помеѓу даден и одржан збор и помеѓу дадено и неостварено ветување. Почитувани граѓани, граѓаните на Република Македонија нема лесно да ги забораат поставувањето на камен темелникот на патот Велес Прилеп преку Бабуна, на клинецот на пругата Крива Паланка Куманово, на ветеното вработување по еден член од секое семејство, на криминалната транзиција, кога 300.000 работници останаа на улица. Нема да ги забораат и појавата на октоподи, министри во тренерки, црни вречи и така натаму нема крај. Затоа, почитувани, со нашето масовно излегување на 13 април да го избереме Иванов за председател на Македонија, и тоа уште во првиот круг. А на 27 април да извојуваме победа со 63 пратеници. Да гласаме за носителот на листата во изборна единица број 4, господинот Зоран Ставревски. Да гласаме за сегашниот и иден председател на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, за сегашната и идна влада предводена од Никола Груевски. Да живее Македонија, да сте здрави и живи. Благодарам.